Јас сум Милена Силјановска. Во главно позитивен, секако нормално е да има и негативни критики, да има и коментари, но најважно ми е дека го чувствуваат, затоа што тоа ми е примарната функција кога пишувам, да може она што јас го чувствувам да го проектирам и врз оној што го читам. Од големо значење пред се зашто ми беше прв конкурс на кој што се пријавив со своја стихозбирка и ми беше прв пат да покажам храброст да го пуштам во читателските води оно што го правам и што го пишувам. Ми беше ветер во грб, особено моментот кога ќе застанеш пред публика и кога треба да го прочиташ она што претходно си го напишал, и тоа за мене е еден многу емотивен чин, така што ми значише поттик да ја објавам стихозбирката, иако стигна релативно многу подоцна од добивањето на Златникот. Особено затоа што беше промовирана во еден таков жежок период, а беше пишувана во студени денови, заради тоа што излезе во време кога се вееше снег, а ние ја промовиравме кога од нас течеше пот. Мислам дека си доживеа едно свое на некој начин пуштање на слобода, така што такво ми беше баш и чувството како да сум се пуштила на слобода. Куќичка на дрво не е дом, се сите непратени писма до себе си, а рондива се сите непратени писма до другите. Генерацијски излегуваат постојано нови збирки. Мислам дека доста се читаме меѓусебно, дека доста се коментираме, но дека некогаш се наидува на различен начин на прифаќање на сето тоа, но сметам дека создаваме една здрава средина во која што ќе можеме да се кажеме се на секого и сето тоа да биде со позитивна мисла. Рилке и Цветаева. Љубов. Поезија. 1. 3. Па себе си се доживувам како еден мермер кој што постојано го делкаме и кој што го обликуваме, и верувам дека и и уредничката работа генерално е дел од она глето кој што успева да не владнува и да не обликува. Уредничкиот процес ми се чини дека се уште не е толку актуелен, ми се чини дека многу поетски збирки се пуштаат во етерот без да бидат уредувани, иако тоа треба да се свати исто како лекторирањето, истиот процес што го поминува во лекторството треба да го помине и во уредувањето, затоа што ние кога пишуваме, ние создаваме во еден занез во кој што не умееме добро да го разграничуваме што е она што е добро или што е лошо, затоа што во тој миг сме во една екстаза во која што немаме доволно чувства за книжевноста, за правилата, за реалноста. Иако верувам дека вистинската реалност е нереалистична, сепак потребно е барем малку да се стапне во реалноста и да се уреди на еден непристрасен начин, дури ако треба и некоја книга да одлежи, доколку е тоа потребно, тоа е многу подобро отколку само да се пушти во тој изблик на емоција. Негативната критика на некој начин е позитивна, можеби не е позитивна критика, но е позитивно затоа што тоа значи дека можеме да бидеме подобри и затоа што ќе може да си го погледнеме сопственото дело или делото на другиот врз една поинаква призма. Иако сепак не треба слепо да се верува на секоја критика, сепак треба добро да се погледне што е она што е внатре и самите да се го обликуваме мислењето, но таа е еднакво нужно колку и уредувањето што го споменавме, затоа што таа оној мермер кој што го спомнав, токму таа учествува во неговото обликување. Кукичка на дрво може да биде кожа, може да биде скитање, може да биде
чувство, може да биде љубов, може да биде паѓање, едноставно се оно без кое што не би можеле просторот да го наречеме дом. Ама не, моето попче да се види кожата. That's it.